5-ти сајм за воздухопловство во Скопје. Деталите утрово ги дознаваме од Наташа Крстевска. Наташа, добро утро, како сте утрово? Добро утро до Вана и публиката на утринска емисија на МТВ. Кој е целта на овој настан, да се запознат малку повеќе можеби младите со оваа професија или? Токму така, ова е токму за нив и сите гледачи денеска на утринска емисија кои што имаат блиски во семејството или подалечни без разлика во рамките на 18 до 25 години возраст, ги замолувам да пренесат за оваа манифестација што ќе се случи во сабота во градскиот парк со почеток од 11 часот. Ова е токму за нив затоа што добата за регрутација во авиација е таа најподобна од 18 до 25 години, 26, со тоа што Сдруженијето Авикон веќе 5-ти пат поред го прави ова од отворен карактер, бесплатно за сите, достапно, токму, како што рече и самата ти, да ја приближиме авиацијата, сите воздухопловни професии, науки, поблиску до младите и до нашите идни колеги. Колку младите генерации ја гледаат авиацијата како нивна иднина, како идна професија? Па не многу и затоа и сме тргнати на ова патешествие уште во време на ковид со заеднички сили, капетан на Airbus, јас како контролор на летање, воздухопловен метролог, авиоинженер и уште еден воен пилот го основавме ова здружение токму со единствена цел популаризација и промоција на воздухопловни професии, затоа што свативме дека не бива сите да се програмери, економисти и правници, дека ние микрофонот воздухопловен ќе треба да го пренесеме на идните генерации. Од X причини, дали помладите бегаат одговорност, дали им се чини преабстрактно, дали не познаваат некој што ќе ги воведе, а и тоа што немаме формално образование за многу од тие професии во Македонија, ние се одлучивме, Сдруженијево наше се одлучивме да го направиме овој формат на воздухопловно едукативен сајм, каде што ќе им ги приближиме. Значи е отворен ден каде што професионалци и разни институции, ентитети воздухопловни и од Македонија од регионот доаѓаат, се представуваат, носат неим тагови, здраво, јас сум пилот, те молам, прашаме се што сакаш. Значи директно за секој од професиите што ќе бидат таму волонтерите и сите тие институции ќе имаат младите можност да се запознаат и да дознаат од прва рака. Тоа ми беше следното прашање. Ќе имаат несекојдневна можност да се дружат навистина со вистински професионалци и малку повеќе да се доближат на оваа професија. Токму така, ова е еден, да кажам, фестивал, не само за идните генерации, туку и за сите оние ентузијасти кои што од X причини во животот не се реализирале, имале желба да бидат воздухопловци, значи како плейнспотери, во душата што се доживуваат себе си како авиатичари, да се дружат и да се запознаат со луѓето кои што го живеат небото секојдневно. Верувам најмладите ќе бидат најприсутни, како и секогаш на вакви убави настани. Какви прашања поставува во изминативе 5 години, ова 5-та јубилејна година како се држи овој сајм? Токму така, младите, ние доколку успееме барем малку еден Николец да ставиме во порана возраст, за кој што после ќе порасне тој Николец во идеја дека сака да се занимаваат со воздухопловство, ние сме успеале. Поставуваат прашања од секаков вид, прекрасни, искрени, сепак таргет ни се крајно основно образование, средно образование и факултет, затоа што во таа доба, иако се во некоја друга професионална нишка веќе тргнати, токму во таа доба може да се направи тој шейпинг, моделирање на умот, младиот ум за идна воздухопловна професија. Наташа знае да ни ја допре душата со музиката, меѓутоа вашиот втор дом е токму авиацијата, ни доаѓаат од трета смена или како и да смина ќе ни објасните, која е вашата порака до најмладите? Како тие да се одлучат за ова, зошто се одлучат и како вие всушност сте речевте да бидете дел од авиацијата? Па јас сум една од токму оние мотивирачки приказни дека луѓето треба да ги држат своите опции отворени, како пејач, естраден уметник, кантавтор, човек што мислиш дека ќе заврши како доктор во медицина, на крај завршив како контролор на летање на Кула и апроуч на Скопскиот аеродром. Значи, ние, особено ми е порака и до моите млади женски сограѓанки, македонки, сакам да ги замолам да ги држат своите опции отворени, затоа што авиацијата бара вештини и нема машки или женски вештини, вештини се вештини
или ги имаш или ги немаш. Едноставно треба да ги држиме опциите отворени и ако никогаш не сме помислеле за некоја професија од воздухопловство дека ќе не биде иднина, може би токму таа, како во мојот случај кога што професијата мене ме избрала, може би токму таа е нивната професионална иднина. Тоа значи дека и дамите се подеднакво застапени? За жал не се, а многу би сакала да се. На светско ниво во воздухопловство се околу 10%. Македонското воздухопловство не е ништо повеќе од тоа. Би сакала да имам повеќе колешки во сите сегменти на авиацијата, така да тоа е една моја голема порака до нив, нели, да ги држиме опциите отворени. Затоа сме тука да ги охрабриме уште еднаш, да ги потсетиме нашите гледачи во сабота Градски парк. Сабота Градски парк ќе биде локацијата блиску до школка, на една локација која што нарекуваат Вембли, до езерцето, веднаш позади фонтаната, меѓу фонтаната и стадионот. Одлучивме оваа локација да биде затоа што хеликоптерската единица Јастреби при МВР ќе не почести со хеликоптер присуство директно слетување токму на Бел 412 нивниот хеликоптер и поради крошните во школка од логистички причини, значи одлучивме да го направиме навистина задоволство и празник за скопјани и за сите наши сограѓани кои што сакаат да се запознаат со авиацијата. Убав настан, благодарам уште еднаш за одвоеното време. Ви благодарам.